Нема зголемување на бројот на прегледи во службата за брза помош за време на великденските празници. Не бил зголемен и бројот на интервенции на терен. Покрај хронично болните и оние кои се јавувале со болки во стомакот поради прејадување, немало посериозни случаи, вели доктор Тања Спасовска-Глишиќ. Поради неработењето на матичните лекари, имало пациенти кои се јавувале поради компликации од алергиски реакции. Во суштина, истата проблематика што е врзана со временскиве прилики, значи најчесто пациентите се жалат и доаѓаат да бараат помош во врска со висок крвен притисок. Хроничните болни, како што се астматичарите, например, немаат така зголемени посети сега во нашава служба. Сега имаме и мал проблем, односно покачување на бројот на пациенти кои што се жалат на алергиските манифестации. Вирозите не се во пораст, значи во мирување немаме така зголемен број. Во суштина, значи претежно хипертоничари. Пациенти кои што се жалат на стомачните гоби во врска со консумирање на поголема количина на храна или алкохол со оглед на празникот, исто нема ексцес некој поголем, така да би рекла дека овие празници поминаа релативно мирно. Од брзата помош апелираат да се избегнува престојно отворено во услови на температурни и временски разлики. Ова особено е важно за хронично болните, но и за повозрасната популација. Утринските се многу високи, преку денот заправо утринските се ниски, а преку денот имаме повисоки температури, треба да се избегнува барем одредени временски периоди престојот надвор, пошто, знаете, повозрасните се поосетливи на тие промени, крвните садови немаат време да се прилагодат на таа температурна разлика, тогаш имаме и скок на крвниот притисок и чести вртоглавици. Значи, постепено изложување на надворешното влијание, колку што е тоа можно. Бројот на пациенти во брзата помош се движи од 80 до 100. Повеќе пациенти стандардно има во вечерните часови.